Почитувани, на вчерашната пресконференција, Општинската организација СДСМ Струмица повторно изнесе невистини за кои мораме да ги дементираме пред јавноста. СДСМ и нејзината организација во Струмица, предводена од десетина новобогаташи, се повикува во одбрана на социјалната состојба на граѓаните. Најголемата олигархија, која поседува 2/3 од капиталот во Струмица, држи пресконференции и замислете лелека над судбината на обесправениот народ. Каква е вистината, господо другари? Додека во 2006 година владата на ВМРО-ДПМНЕ беше посветена на санација на санитарните јазли во училиштето Сандо Масев, несанирани од денот на неговата изградба, вие, другари социјалдемократи, бевте зафатени со купување предпријатија на берзи. Последната 2007 година, додека ние ги обновивме подрумските простории на погоре споменатото училиште, санитарните јазли во училиштето во Добрејци и санитарните јазли во училиштето во Баница, вие, господа другари социјалдемократи, таа година го уништивте градското пазариште во Струмица. Во 2008 година, додека ние од ВМРО-ДПМНЕ ја градевме училишната сала Сандо Масев и ги средувавме кабинетите за конечно одвивање на нормална стручна настава, вие, социјалдемократи, бевте зафатени со изградба на големиот социјален проект наречен Глобал и бегавте од одговорноста пред суд, аболицирајќи се и ставајќи се над народот во чијашта одбрана денес се повикувате. Во 2009 година, додека ВМРО-ДПМНЕ инвестираше во промена на прозорците, вратите и другата столарија во училиштето во Баница, ја саниравме фасадата, покривот, прозорците и дотрените врати во училиштето. И извршивме потполна реконструкција на внатрешноста на училиштето во Дабиле, а социјалдемократите беа зафатени со тендери околу тоа кој од партиските босови ќе ги асфалтира градските улици со парите на истиот тој народ за чии бранители тие се прикажуваат. Минатата 2010 година ВМРО-ДПМНЕ беше посветена на санација на подот, столаријата и покривот во училиштето во Костурино и најпосле обезбеди нормални услови во музичкото училиште Боро Џони, затоа што го променивме парното, вратите, прозорците и подот. Додека вие, социјалдемократски трибуни, повторно бете зафатени кој од високото раководство на СДСМ во Струмица ќе направи фирма за производство и редење на бекатон плочки на тротоарите по кој скромно чекори обичниот народ во чија заштита вие се ставате. Исто така, во тие за нас преродбенички денови инвестиравме уште 7 милиони денари во клупи, столчиња и компјутери за секое дете. Ова 2011 година, во која ние трудбеници од ВМРО-ДПМНЕ работиме на преродбата на пустошот кој го оставивте зад себе, најавуваме санација на училиштето Димитар Влахов, кој тендер е во завршна фаза на подготовка. Патем, во истото училиште, основано во раните 50-ти години, градиме нова училишна сала. Во рамките на оваа програма, ние, преродбениците од ВМРО-ДПМНЕ и оваа 2011 година и следната 2012 година ќе бидеме зафатени со изградба на уште 3 нови спортски сали во училиштата во Муртино, како и во училиштата Сандо Масев и Никола Вапцаров. Тие спортски сали се за децата на обичниот граѓани. Околу компјутерите и учебниците, спуштете се на земја и симнете се меѓу народот, за да видите дека она што за поимотните граѓани е бесмислено, за обичните семејства е потреба на денот. Проектот на ВМРО-ДПМНЕ, бесплатни учебници за секое дете, направи септември повеќе да не е месец на стрес заради проблемот како да се купат учебници. И додека ВМРО-ДПМНЕ посветено работеше на реализација на овие проекти наменети за нашето најголемо богатство децата, вие, господа социјалдемократи, бевте зафатени со реализација на промовираната акција за вработување на активисти на СДСМ и нивните братучеди. Вработивте околу 40 на лица ненаставен кадар, домаќини, курири, работници на фотокопир, со парите наменети од буџетот на владата на Република Македонија.
Манипулацијата со која се обидувате да ја направите, мафтајќи со службен весник на Република Македонија, во недостаток на други аргументи, е тривијална и не заслужува внимание да се коментира, доколку имавте елементарно познавање од содржините кои се објавуваат во службен весник. Само да ве подсетиме, во Република Македонија има околу 1400 училишта. Проектите кои се однесуваат на санација или друга инвестиција во службен весник се објавуваат откако тендерите ќе бидат завршени во целост. Манипулацијата ќе ви беше успешна само доколку повторно не го потценивте обичниот граѓанин, пласирајќи му непотполни и превртени податоци кои се однесуваат за проекти за училишта кои се опожарени или се врши пренамена на згради за нови училишта, какви во Струмица и регионот нема. Најпосле, владата спроведува програма за рамномерен регионален развој на основните услови на образованието. Гледајќи ве и анализирајќи ве, вас, десетина, припадници на врвот на лажни социјалдемократи во Струмица, навистина се прашуваме. Докаде ќе оди манипулацијата зад која неуспешно се сокривате? Ви благодарам.